Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, добре дојдовте на уште едно проучување посветено на старозаветната книга Излез. Моментално се наоѓаме во оној дел од книгата, каде што се опишани казните кои Бог ги прати во Египет, бидејќи фараонот не сакаше да го ослободи израелскиот народ. Казна со рани. Во Излез 9:8-10 е запишана следната казна со која се соочи египтјаните. Тогаш Господ им рече на Мојсей и на Арон, велејки: земете полни раце пепел од печката, и Мојсей нека ја фрли пред фараонот спрема небото, и ќе се дигне прав по целата египетска земја, а од неја ќе се појават струпјани на луѓето и на добитокот по целата египетска земја. Изедоа пепел од печката и застанаа пред фараонот, па ја фрли Мојсей спрема небото и се појавија гнојни струпје по луѓето и по добитокот. Не можам да тврдам со сигурност, но со оглед на тоа што Мојсей го стори ова во присуството на фараонот, можеби тој беше првиот кој доби рани на кожата. Стих 11. И вражачите не можеа да стојат пред Мојсей поради струпјето, зашто струпја имаше и на вражачите и на сите египтјани. Предпоставувам забележавте дека вражачите беа постојано во присуството на фараонот. Покрај другото, тие има улога на советници. Кога Бог ги прати првите 3 казни, тие можеа да ги повторат, но следните 7 не успеа. Сите казни кои ги искусија фараонот, вражачите и останатиот египетски народ, имаа само една цел – Божјата слава и сила да се објави врз народот. Патем, ова е првата казна која е пратена како врз луѓето, така и врз животните. Болката за луѓето беше физичка, но и психичка, бидејќи казната беше навистина тешка. Како што спомнав во едно од претходните проучувања, во тоа време во Египет имаше голем број религии и свештеници. Откако ја добија оваа казна, сите свештеници имаа рани на телото, што значи дека не можеа да служат во храмот, бидејќи беа нечисти. На некој начин, овој период од историјата на Египет беше период во кој јавното обожавање на боговите беше ставено на пауза. Кога бев во Египет, покрај другото ги посетив и рушевините од градот Мемфис. Всушност, речиси сите рушевини од градот беа дислоцирани, но според нивната местоположба, археолозите тврдат дека во градот имало голем број храмови. Некои велат дека само во областа на Мемфис имало неколку стотици храмови. Во секој од нив служеле свештеници. Замислете каква била ситуацијата кога Бог им ја прати казната и сите свештеници имаа рани по телото. Тие седеа дома, што значи дека немаше кој да ги води јавните ритуали и церемонии, поврзани со обожувањето на боговите. За момент, јавниот религиозен живот во Египет беше згаснат, и само по себе тоа требаше да биде јасна порака за целиот народ. Бог сакаше народот да свати дека сите богови на кои им се поклонуваат се лажни идоли. Нивниот јавен религиозен систем беше лажен. Ако боговите беа вистински и доволно силни, немаше да дозволат нивните слуги да минуваат низ такви страдања и храмовите посветени на нив да бидат затворени. Ке ги прочитам следните 2 стиха, каде повторно ни е откриена состојбата на срцето на фараонот. И го ожесточи Господ срцето на фараонот, и тој не ги послуша, како што му беше рекол Господ на Мојсей. Потоа му рече Господ на Мојсей: стани утре рано и излези пред фараонот и речи му: еве што вели Господ, Богот на евреите, пушти го народот мој за да ми изврши служба. Бог многу пати го прати Мојсей кај фараонот со истата порака: пушти го мојот народ. Но фараонот беше непослушен. Стихови 14-16. Бидејќи овој пат ќе ги пуштам сите мои зла против тебе, против твоите слуги и против твојот народ, за да познаеш дека нема друг каков што сум јас на целата земја. Зашто сега, ако ја пружам својата рака, ќе те казнам тебе и народот твој со помор, така што ќе се истребите од земјата. А те оставив досега само за да ја покажам над тебе силата своја, за да биде проповедано името мое по целата земја. Бог му вели на фараонот: ќе те исползувам за да ја откријам својата сила низ целата египетска земја. Тоа навистина ќе се случи, бидејќи ќе дојде момент
кога фараонот ќе ги признае Божјата сила и моќ. Следна казна. Град. Стихови 17 и 18. Уште ли ќе се креваш против мојот народ и уште ли нема да го пушташ? Па еве, утре, токму во овој час, јас ќе пратам град многу голем, каков што немало во Египет, откако настанал па досега. Оваа казна беше исто така многу сериозна и тешка за народот да ја поднесе. За разлика од претходните кога луѓето само страдаа, овој пат Бог вели дека додека паѓа градот, оние кои ќе се најдат надвор ќе изгинат. Слушнете што пишува во стиховите 19 и 20. Затоа, нареди сега да се прибере добитокот твој и се што имаш по полето, бидејќи врз сите луѓе и врз сиот добиток што ќе се затечат во полето и не бидат прибрани дома, ќе падне град и ќе изгинат. Оние фараонови слуги кои се уплашија од зборовите господови, брзо ги прибраа слугите своји и добитокот свој по куќите. Како што можете да забележите, некои од луѓето поверуваа во Божите зборови и ги прибраа слугите и добитокот. Другите кои не поверуваа, повторно го искусија Божиот суд. Бог им даде шанса да ја избегнат казната, но тие не поверуваа во неговите зборови. Бог на секого му дава шанса за вера и покаяние. Стих 21. А оној пак, кој не им поверува на зборовите господови, тој ги остави слугите своји и добитокот свој во полето. Фараонот беше еден од оние кои не поверуваа и тоа беше на негова штета. Египтјаните верувале во божицата на воздухот, која ја нарекувале Исис. Според археолошките и историските истражувања, можеме да заклучиме дека Исис била една од главните божества во Египет. Казната со градот е всушност директно спротиставување на нејзиниот авторитет. Слушнете што пишува во стиховите 22 до 25. И му рече Господ на Мојсей, пружи ја раката своја кон небото и ќе удри град по целата египетска земја, врз луѓето, врз добитокот и врз тревата земна. И Мојсей го крена стапот кон небото, и Господ пушти громови и град, и молњите ги состави со земјата. И прати Господ град врз египетската земја. Паѓаше град, а и молњи имаше меѓу градот многу силни, какви што немало во египетската земја, откако биле населени луѓе во неа. А градот уништи во целата земја египетска се што беше надвор, од човек до животно. И градот ги уништи сите растенија по полето и сите дрвја по полето ги испокрши. Оние кои не му веруваа на Бог не ги сокрија слугите, ниту добитокот. Мислеа дека Божите зборови нема да се исполнат, изгрешија. Но Бог ја има истата порака и за денешниот свет. Неговиот суд доаѓа, и според Библијата секој кој не се плаши од Божиот суд е безумен. Така беше и во времето на Ное, а ќе биде и кога ќе дојде судниот ден. Голем дел од египтјаните не веруваа во Божите зборови. Што е со вас? Дали вие му верувате на Бог? Во стих 26 повторно сме подсетени дека на израелците не им беше ништо. Само во земјата Гесем, каде што беа синовите на Израел, немаше град. Градот паѓаше во целата египетска земја, освен во областа каде што живееја израелците. Бог го заштити својот народ. Патем, градот предизвика голема штета кај посевите на египтјаните. Слушнете што пишува во следните два стихови. И така пропаднаа ленот и јачменот, зашто јачменот беше искласил, а ленот фаќаше семе. А пченицата и ршта не пропаднаа, бидејќи беа доцни жита. Ленот го користеа за облека, а јачменот за храна. Со други зборови, тоа значи дека прехранбената и текстилната индустрија, двете најголеми во Египет, претрпеа огромни штети од оваа казна. Египтјаните имаа сериозен проблем, бидејќи ќе се соочат со недостаток на храна и облека. Може би мислите дека фараонот конечно попушти, но слушнете што пишува во стих 35. И се ожесточи срцето фараоново, и тој пак не ги пушти синовите на Израел, како што беше рекол Господ преку Мојсей. И покрај се што се случи, фараонот не им дозволи на израелците да си одат. Може би се прашувате дали има нешто што ќе го натера да попушти. Глава 10. Божиот суд врз Египет продолжува.
Во следните стихови читаме како Бог го праќа Мојсеј кај фараонот за да ја објави следната казна. Тогаш Господ му рече на Мојсеј: Оди кај фараонот, зашто јас му го ожесточив срцето негово и срцето на слугите негови, за да ги покажам овие мои знаци врз нив, па да му раскажувам на синот твој и на внукот твој што стори во Египет, како и за знаците мои што ги покажа во него, за да знаете дека јас сум Господ. Бог имаше неколку причини поради кои го правеше сето ова. Една од нив е да покаже каков човек е фараонот и да покаже што се наоѓа во неговото срце. Фараонот беше безбожен човек. Јас сум сигурен дека Бог можеше да ги ослободи израелците од Египет без воопшто да го прати Мојсеј кај фараонот. Знам дека некои луѓе, особено оние кои сакаат да ја критикуваат Библијата, ќе речат: Бог не беше фер кон фараонот. Требаше да ги ослободи израелците, но и да му даде шанса на фараонот да се покае и да го прими Божјото простување и спасение. Но Бог токму тоа и го направи. Бог не ги ослободи израелците веднаш, а и му даде многу можности за покаяние на фараонот. Покрај другото, со сите овие чуда и казни, Бог сакаше да им покаже на израелците дека е семоќен и дека се грижи за нив. Израелците требаше да сватат и да поверуваат дека Бог не само што може да ги избави од робството во Египет, туку и може да ги воведе во ветената земја. Во 10.2 Бог вели дека се што се случува е за сведоштво на оние кои се очевидци, но дека истото тоа сведоштво ќе треба да го пренесат и на нивните потомци. Поминаа околу 4000 години откако се случи Пасхата. Тоа е најстариот религиозен празник кој се уште се празнува и е сведоштво за начинот на кој Бог ги избави израелците од Египет. Господ му се заканува на фараонот со скакулци. Стихови 3-7. И отидоа Мојсеј и Јарон кај фараонот и му рекоа: Еве што вели Господ, Бог на евреите, до кога ќе одбиваш да ми се покориш? Пушти го народот мој да ми изврши служба, зашто ако не го пуштиш на народот мој, еве, утре јас ќе пратам скакулци во земјата твоја. И тие ќе ја покријат површината на земјата, така што не ќе се гледа копно, и ќе го изедат остатокот, што не го уништи градот. Ќе ги изедат и сите дрвја, што ви растат по полето, и ќе ги наполнат куќите твои, куќите на слугите твои и куќите на сите египќани. Такво нешто не виделе татковците твои, ни прадедовците нивни, откако живеат на земјата, па се до денес. И свртувајки се, си отиде Мојсеј од фараонот. Тогаш слугите му рекоа на фараонот: До кога овој ќе не измачува? Пушти ги луѓето и нека му извршат служба на Господ нивниот Бог. Не гледаш ли дека Египет пропаѓа? Дојде моментот кога и слугите почнаа да му се спротивставуваат на фараонот. Тие му рекоа: Египетската земја е целосно уништена и сето тоа поради казните кои Господ ни ги праќа. До кога планираш да бидеш тврдоглав и да не попушташ? Зарем не можеш да направиш некаков компромис со овие луѓе? И ги вратија Мојсеј и Јарон пред фараонот. И им рече фараонот: Одете, послужете му на Господ вашиот Бог. А кои се тие што ќе одат? Мојсеј одговори: Ќе одиме и млади и стари, со синовите своји и ќерките своји, со овците своји и воловите своји ќе одиме, зашто тоа ќе биде празник во чест на Господ. И им рече фараонот: Така нека биде, нека е Господ со вас. Ќе ве пуштам, но зошто со децата ваши? Ете, лоша замисла имате. Не така, туку одете само мажите и извршете му служба на Господ, зашто тоа самите го баравте. И ги стара од кај фараонот. Компромисот кој го предложи фараонот е следниот: Мојсеј, ти и сите останати возрастни израелци можете да одите, но оставете ги вашите деца во Египет. Одете да му се поклоните на Господ без нив. Зошто им го предложи ова? Бидејќи знаеше дека израелците сигурно ќе се вратат по децата. На некој начин, децата му беа гаранција дека возрастните нема да избегаат. Денешните искушенија за христијаните. Овие стихови се од голема важност и за христијаните денес. Како што фараонот го искушуваше Мојсеј со компромис, така и Божјите деца денес се искушувани со разни компромиси. Ке спомнам само дел од нив. Едно од најчестите искушенија со кои се соочуваат христијаните е притисокот од луѓето околу нив кои велат:
Немој толку сериозно да си ја сваќаш верата. Другите, некој пат ќе ни понудат компромис со зборовите. Не мора секој пат да се води според христијанските принципи. Следниот компромис е особено опасен, бидејќи се однесува на децата кои се родени во христијански семејства. Голем број на христијани се соочуваат со искушението да ги остават своите деца во Египет. Што значи тоа? Искушението за родителите кои се христијани е да му дозволат на светот да им ги чува и учи децата, наместо самите тие да ги учат како да му се поклонуваат на Бог. Овие компромиси се сериозни напади врз домовите на христијаните и затоа треба да бидеме мудри и да не потпаднеме на притисоците на околината. Се повеќе образовни институции се водат според принципи кои се спротивни на христијанските вредности. Затоа, родителите некогаш се во искушение да помислат дека нивните деца треба да го прифатат тој безбожен систем, бидејќи тоа е единствениот начин на кој ќе можат да добијат образование и да најдат работа кога ќе пораснат. Родителите често мислат дека на децата мора да им го дадат најдоброто образование, бидејќи тоа ќе резултира со најдобри можности за нивното вработување. Не дека имам нешто против образованието, но сакам да бидете многу внимателни. Најважното нешто за вашите деца не е дали ќе бидат богати, туку дали ќе му веруваат на Господ и дали ќе ја бараат неговата волја. Се останато во животот е безвредно, ако вашите деца не веруваат во Христос и не живеат христолико. Тоа ви го кажувам од долгогодишно искуство како пастор. Денес има многу христијански домови во кои децата живеат развратно и воопшто не се подчинуваат на авторитетите. Тоа е сосема очекувано за оние семејства во кои родителите се нарекуваат христијани, но не си ја сватиле сериозно обврската да ги поучуваат децата во христијански дух. Има голема разлика помеѓу тоа родителите да се нарекуваат христијани и да ги поучуваат децата како да живеат христијански. Ако најважното нешто за родителите е да им го дадат на децата најдоброто секуларно образование, а истовремено не ги поучуваат за вредностите на Библијата, само прашање на време е кога децата ќе застранат од вистинскиот пат и ќе бидат духовно изгубени. Тоа е искушение за секој родител. Затоа, ако имате деца кои се мали или млади, обрнете особено внимание на овој аспект од нивниот живот. Не им дозволувајте на вашите деца да останат во Египет. Тука ќе го завршиме нашето проучување. До следното, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.